Драги гледачи, кој ден сме? Среда. Помина пола од работната недела, уште полосна до викендот, па ќе почекаме стрпливо со црвена линија. Среда е среќен ден, а уште посрекни ќе бидеме доколку ви има во голем број, бидејќи актуелно е прашањето околу тоа дали на пратениците треба да им се укине или да им остане апанажата. И под прашање секако можеби само да се намали. Очекуваме на 02-307-6677. Така, тоа не е главната тема, апанажа, да се укине или не, ве очекуваме. А ти на топ тема што ќе гледаме вечерва? Што се однесува до топ темата, денес во топ тема ќе гледате дали концептот на Петков Ковачевски води кон деблокада од Бугарија на преговорите со Европската Унија. Може ли е партиски консензус за клучните национални прашања? Вечерва топ тема во неја ќе дебатира Дарко Каевски од СДСМ и Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН. Гледајте топ тема во 19 часот и 15 минути со Боби Кристоф. Така, а како што знаете, ние секој работен ден пред емисијата на социјалните мрежи на Телма телевизија споделуваме анкета за вие да гласате околу нашата главна тема, апанажа, да се укине или не, да го прикажеме првите првични резултати, а после рекламите крајните резултати ќе ги пуштиме. Ако може видиме? Е така, да, 25 гласови, не 11 гласови. Тоа се моменталните гласови и резултати, но после рекламите ќе ги видиме крајните. А сега во продолжение, секако имаме нешто што го подготви специјално за црвена линија нашиот добро познат внук Јордан Сокол од Паризлија. Тама кога ќе ни јават те од режија дека имаме гледач, секако предност имате вие. Така е. Добар ден. Добар вечер. Добар ден. Добар ден. Добар вечер. Секој е добро, повелете во црвена линија сте. Па се јавам во врска со ова темава. Да. Така. Да се укине апанажата. Не апанажата, туку и платци треба да им се укинат на пратениците. Што работат тие? Само лажат и пари земат. Не апанажа, туку да се избркаат собрание, ова не е ни собрание, ни пратеници, ни држава, ништо. Што покачи тој премиерот? 300 денари лажеше дека ќе покачи пензиите по големи ќе ги дади. Со лагерите живее и овој како исто што правеше Заев. Ова сето треба да се уништи. Све треба да се смени од корен, ни Мицкоски, ни Ахмети, ни овој како се вика више имињата, не можеме да ги запамтиме, треба да ги запишуваме. Не се потребни премиери и пратеници имаме. Пријатно. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Секако некои од гледачите се брзи и ефикасни кога го кажуваат својот став, на 80 секунди секако се за секој гледач. Одиме со следен. Добар вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Апанажа да се укине или не? Така. Уште вчера, уште некни, се разбираме, значи подхитно, секој им чест на припадниците во парламентот од левица. Затоа ќе ги има се повеќе, затоа што гајат, понудуваат прекрасни идеи. Значи ќе се повторам, подхитно да се укине апанажата. Да се ги искористам минутиве, ве замолувам, сакаме еден позитивен пример да кажам, на крајот од тунелот светло. Имав судски спор. Ми беше одземена лимузината, меѓутоа јавно да и се заблагодарам, верувајте дека се уште има судии во македонското правосудство кои што навистина знаат правилно да судат. Без никакво влијание. Да ја поздравам, јавно ќе ја поздравам. Од основниот суд во Кичево, судиската Футурија ме осуди, тоест не ме осуди, бидејќи имаше доблес реално да свати ситуацијата под која што ми беше одземена лимузината. Значи, поздрав до господјата Футурија, јавно и се заблагодарувам и се надевам дека се повеќе и повеќе ќе има на судии доблесни, кои што ќе му дадат малку надеж на населението, тоест на обичниот смртник, во случајов јас бев во таква улога. Ви благодарам што ви овозможите ова да го кажам. Поздрав до Телма. Благодарам, секој добро, станете со црвена линија. Тео, ние во дека имаме уште еден гледач. Ајде. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте.
Па слабо се слуша нешто. Ние одлично ве слушаме, намалите го тонот на ТВ приемникот и се надевам до... На нула е, на нула. Па одлично, почнете, ве гледаме, слушаме. Апанажата обавезно да се укине. Па сите тие бивши министри бара апанажа. Па преходно работеле негде. И работните места му стојат. Нека се вратат на работните места и готово. Па буџетот нас не е толку голем и апанажа да примаат сите. Што е ова? Нашата држава е сиромашна држава. Сите апанажа се да е поише да ја ограбат. Ошто е дека се огледа на другите држави. Еве Швајцарија е 3 пати поише жители има, а има 10 министерски места. Па кај нас 18, па кај го има? Без ресор, со ресор, ова, па тоа буџетот наш, кај може да го истрпи? И 120 пратеници, обавезно пратеници до 80 да бидат. Па што е ова? Значи, општо на држава наша и треба не само ова апанаша, дури и председателите што заминуваат пензија. Па на 50 години може и пензија доди, ако председател стане на 40 години. Па кај го има тоа? Кај што си работел, тоа е, значи, што ако бил председател? Исти права има со другите граѓани на Македонија. Па, стварно, ова на држава наша и треба и да принуден управник. Принудна управа и принуден управник. И све да иде подредено, да се штеди и така да има нешто цар. Иначе држава наша не отиде. Благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. А еве во продолжение да најавиме дека денес имаме и гостин. Голема чест ни е да го најавиме професор доктор Борче Давидковски од Правниот факултет Јустинијан Први. Јавноста го помни по тоа што во периодот од 2008 до 2009 година беше воедно и декан на УКИН. Па со него ќе проговориме секако на тема апанажа. Така, но пред да го вклучиме нашиот гостин, нормално, јас сум тука да потсетам како вие може да ни се приклучите преку социјалните мрежи Facebook, Црвена линија, во меседж, односно порака или во пост на денот со главна тема, може да ни пишете во коментар вашето мислење, апанажа да се укине, да или не. Ве очекуваме на Facebook, дали во меседж, дали во пост. Нормално и преку нашите други социјални мрежи, на Twitter и на Instagram, Црвена линија, може да ни пратите и таму во порака, односно меседж, ваше размислување околу главната тема. И да не забораваме најбитното, ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Задзвоните, ве очекуваме да дискутираме околу темата. А секако, еве ќе провериме пред да го вклучиме гостинот, но јас верувам дека ќе му дадеме предност на професор доктор Борче Давидковски. Ќе проговориме во овој момент, секако ова ќе биде телефонско вклучување на темата апанажа. Па, добро вечер ќе кажеме, дали се слушаме? Да. Одлично. Често задоволство ни е што одвоивте време да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Па еве првото прашање би било од правен аспект, која е неопходноста на апанажата? Видете, апанажата е само еден дел од привилегиите. Се слушаме? Да, одлично, продолжете. Значи, кога зборуваме за една од привилегиите на избраните и именуваните функционери, то покрај другите привилегии ги имаат, тоа се и апанажите. Корисници на апанажи не се корисници само пратениците, туку и сите избрани и именувани функционери, како од владата, така и од собранијата. Значи, многу поширок круг на корисници од буџетски средства има на оние кои што ќе им заврши мандатот. Во услови, како што се во Македонија, кога согласно изборниот закон се предвиде дека политичките партии во зависност од освоените гласови да примаат пари од буџетот, мислам дека е нонсенс да постојат и апанажи. Тоа е по двојни аршини или два пати политичките партии собираат пари од нас граѓаните, односно од буџетските корисници. Доколку остане таа одредба да политичките партии понатака
да примаат пари согласно својните гласови, се поставува прашање зошто со тие пари, тие да не земат кои ќе ја изгубат, например, власта, понатака на своите избрани именувани функционери да им алиментираат 6 месеци, година и така натака. Вака испаѓа дека покрај тоа што политичките партии ги земат парите, од друга страна и по престанокот на мандатот и тие избрани и именувани функционери од буџетот, од истиот буџет повторно ќе бидат на него и во зависност од должината на што го имале мандатот повторно примаат пари. Мислам дека тоа не е вред, двојни аршини и два пати да се опторетува буџетот. Инаку, ние, нашиот политички систем, согласно изборниот закон, бидејќи имаме класична партиократија, каде што фактички политичките партии се надпреваруваат кој ќе победи на избори, и тие би требало да водат сметка за нивните кандидати потоа, после изборите, како да ги удомат. Да го имавме ние англискиот модел, кај што е мнозинскиот принцип, а не пропорционалниот како нашиот, каде што самите кандидати ги избираат граѓаните на соодветната изборна единица и тие пред нив одговараат, без разлика дали се на конзервативна или лабористичка партија, сепак тие и вложуваат и своји средства во кампања и има логика после, например, кој ќе мислече мандатот, ако не поведат, бидејќи во главном тоа си професионалци, одреден период да примаат апанажа. Кај нас мисламе нонсенс, особено ако се земе предвид, барем ова 30 годишно искуство, кај пратеници, кај други избрани именувани функционери, повторувам, и многу се наброј, дека овој термин апанажа се најчесто се злоупотребува и во главном луѓето кои што и имале и приватни бизнеси и така натака ќе му истече пратеничкиот мандат или бил носител на друга висока функција, да продолжи да прима, иако може да се врати на своето соодветно работно место. Мислам дека не е. Има едно правило, да знаете, колку е по-неразвиена државата, колку е по-малку демократијата, тоа се поголеми привилегии. Во западноевропските земји вакви привилегии за избраните и именуваните функционери нема. Само едино во овие така наречени транзицијски демократии се повеќе и повеќе привилегии на поранешните функционери и на моменталните и на поранешните се предвидуваат. И следно прашање, сум приметил дека е многу активно и популарно на социјалните мрежи. Имаат ли потреба избраните кои се најдоцирани за апанажа? Како? Не ве разбрав. Имаат ли потреба избраните пратеници, министри кои се секако најдоцирани за таа позиција за апанажа? Па нема, видите, кај нас земите ги развиените земји, земете една, например, Австрија. Еве, имаше пред неколку месеци председателот на Австрија иде со метро на работа. Министерот за здравство иде со трамвај на работа. Кај нас секој сабајле, председателот на собранието, сите семафори по партизанска се затварат. Не знам од кај иде премиерот на работа, не знам председателот на државата. Значи комплет блокада се прави со 3-4 коли и така натака. Јас бев присутен пред 3 години во Германија, пред мене застана кола со напред мотор, позади мотор, Меркел унутра на семафор стои. Наш избран поколто висок функционер, он не стои на црвено светло. Те поминуваат, се гасат светлата со трепкачи, за нив мора да се направи простор. Мислам дека ако ги градиме квалитетно демократски процеси, треба и да бидеме сите еднакви и носителите и на највисоки политички функции треба да се чувствуваат еднакви со граѓаните. Ја не знам они како се чувствуваат така со Мерцедес да пролета низ Скопје или така натака. Мене би ми било, верувајте, непријатно и незгодно да се однесувам така. А професоре Давидковски, еве, додека примаат апанажа смеат, всушност правно зборуваме, да работат друга работа или да работат
нешто хонорарно, тоест да имаат други примања? Оние формално правно не може да бидат у друг работен однос. Не може да бидат, бидејќи се по апанажа, а ако се вработат, тогаш автоматски им се прекинува апанажата. Но ко авторски хонорарно може да работат, тоа никој не може да им го сопре. Верувајте, има некои пратеници или избрани функционери кои ќе ми истече на мандатот на вистина, ако не може да се снајдат, може да има потреба да примаат апанаж. Али повторувам, таа политичка партија, пошто бидејќи веќе на изборите земале и тоа дебели пари зема 3-4, можда и 5 милиона, колку што беше после минатите избори евра, пари, нека си ги алиментираат своите, тие се нивни представници, тие фактички народот не го представуваат, те ги представуваат политичките партии. Јас знам дека ова е утопија што го зборувам, бидејќи едногласно парламентот и кога донесува одлука да политичките партии согласно бројот на освоените гласови да земаат од буџет пари, така и апанажите ќе останат, но веќе мораме перцепцијата на граѓаните и граѓаните да знаат, бидејќи не сме многу богата држава, навистина е смешна држава, навистина по 300 денара се зголемуваат пензиите, а некоја апанажа да зема година дена на плата која што е сигурно изнад 1000 евра месечно. Мислам дека не е коректно визави гласачите, нас граѓаните, обичните граѓани. Веќе кога спомнавте за функционери, знаете вие лично некој функционер што се откажал од апанажа? Па обично нашите моје колеги што идат у политика, универзитетските професори, кога ќе им престане мандатот, тие веднаш се враќаат. Тоа знам сигурно дека се враќаат на универзитетот, а за овие другиве не би можел да кажам, а знам некои информации, мислам сега не е коректно да се кажува, знам дека некои бизнисмени што беа пратеници по истекот на пратеничкиот мандат, година дена си прима апанажа, а потоа си се вратија у нивните фирми, кои што исто така во меѓувреме на туѓо име работеа. Али тоа ние сме махери, така да изиграме, на тоа е македонски дел од македонскиот демократски фолклор, да ги изиграме нашите закони. Едноставно, и оваа кампања сега што ја прави на левица е окей, ама мислам дека нема да помине во парламентот. Али добро да се слушне гласот на народ. Така. Благодарам што одвоивте време и бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. И еве, драги наши, како што вели професор Давидковски, убаво е да се слушне јавното мнение. Јавното мнение... Благодарам и на вас, пријатно. Така. А јавното мнение сте токму вие на 0230766777 ве очекуваме со вклучување на тема апанажа да се укине, да или не. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Да. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме. Повелете. Јасно и гласно. Поздрав до водителката и до водителот. Благодарам. Добре. Слушаме за ова сега, за апанажата сакаме баш да дискутираме. Ве молам, ајде. Да ви кажам, не е добро ова што го прават, да им дадат апанажа. Зашто не се вратат малце назад? Јас сум од конфекција, кај знаеш колку конфекционери ги отпуштија дома. Без пари, без ништо. Зашто не им дадат на работниците платата што има газдава што не им ја дал, ја отпушти дома, нека ја плаќа, ама ни апанажа, срамота и греота. Дома седи, пари не зимате, ја вика, немам работа. И таа ми апанажа, ни под завод, ни ништо, нема пари со што да живее. А сметки треба да плати, децата треба да ги школува. Има многу такви колешки што ги знам, јас сум пензионер. Ама контактирам со нив. Истото и јас го патив. Истото пари не ни дават, не отпушта. Дома снајди се вика. А сега срамота е они апанажа да барат, поготово Шикиринска. Срамота е да побара апанажа, не знае муши колку фирми има и колку пари има. Срамота е тоа. Ние отишли нас ни покачија по 200 денари 300 пензија, јас со 41 година стаж, ви кажувам. 41 година работев, плюс стаж, и отидов у пензија со 10.700. Со 10.700 и сега ми покачил 300 денари. Така, се добива впечаток дека се испреплетуваат две теми, дека зборуваме за апанажа да се укине или не, кој е вашиот став, но еве
барем од двете јавувања гледаме дека повторно зборуваме за пензиите, имавме такво издание за Црвена линија. Имаме следен гледач, па да видиме една тема апанажа да се укине или не, или како подтема може би сметате дека треба да се намали. Да, ако веќе не се укинува, да се намали. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вака, навистина, голем печаток оставија пратениците, секоја чест на пратениците за левица што го ставија ова прашање на дневен ред во собранието, затоа што навистина преголеми се издатоците за нашиот буџет скромен на нашата држава за издвојување на средства за една апанажа за пратениците по не знам кој основ. Зошто истото тоа го нагласуваат и они да не важат за сите приватни по приватни организации каде што работат вработените, него треба да вадат по 10 на 15 документи и да се мачат за 50% ако успеат да издействуваат некој на доместок одредено време. Ова цела плата мислам дека е премногу за сите пратеници кои што го злоупотребуваат на секој можен начин, нели отвараат си работат они во други фирми кои што се префрлуваат на некој нивни роднина на по друго име за да го остварат тоа право. Преку 1000 евра се издатоците по основ на апанажата, секоја чест, јас ги пофалувам пратеници на левица и комплетната левичарска група ја пофалувам затоа што единствени се во собранието и ќе видите дека при гласањето ни една друга партија нема да ги поддржи, ни СДС, ни ВМРО, ни еден од другите партии нема да го поддржат ова нивно мнение да се укине апанажата. Секоја чест уште еднашка и толку не би должал понатаму. Благодарам за вклучувањето. Додека сме во очекување на следен гледач, секако да подсетиме дека може да коментирате и на Facebook Црвена линија и секако да гласате на анкетата. Токму така, јас сум тука околу технички дел, ќе ве очекувам и ќе ве чекам да коментирате на нашата социјална мрежа на Facebook Црвена линија. А сега да видиме што има да каже нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добри, со својата емисија да кажеме. Ајде. Вака, темата гледам апанажа. Похитно, значи треба да се прекине тоа укинување и тоа не сега и пред тоа требаше да се укине. Значи ние работиме за 15.000 плата со години, одиме редовно, тие никакви закони не прават на работно уште кога беа и уште кога ќе излезат од работа па да добиват апанажа. И уште кога ќе добиват апанажа, ќе се вработат нормално, ќе си работат пријатно или не знам како со бизниси и никому ништо. Тоа е најкатастрофална држава до сега што видовме. Ние сме мала држава, апанажа да се добија по 1000-2000 евра, тоа е голема сума. Пак е велам, значи, ние работиме за 15.000. Луѓето се извадени сега, од не се продолжени договорите, дома седат, никакви пари не земат, работели, да речам, паркови зелени или па да речам комунална хигиена. Од 1 јануари никој не е некој продолжени договорите, седат дома, пари не земат. А овие која апанажа бъдат, кажете ми, земале плата по 2000, по 3, по 4000 евра. Каква апанажа? Тоа е моје господи, значи похитно, тоа треба да се прекине. Да укинуване све таквите работи, заврши од мандант, не е веќе пратеник, министер, завршување со него, пријатно, чао, нека се снајде како знае. Тој крадал, лапал и се уште нема што не направил, уште апанажи ке чекаме. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Идеме на следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, Дали се повелете. слушаме? Да, одлично, јасно повелете. и гласно. Како што кажа предходниот, и јас сум за тоа, тие апанажи да се укинат. Затоа што, додека се на власт, сите имаат големи плати, имаат плюс додатоци, каде што делуваат во некои ограноци таму. Друго, и председателот, и премиерот, откако ќе заминат, треба да им се укине тоа што се доделува. Еве, последново, Заев добил 6 телохранитела, кој ги плаќа тие? Зашто да ги плаќа државата? Откако ќе замине, пошто има пари,
нека си плати од джеб. Не само телохранители, и лавојка има со него, ако треба. Јас сум за тоа. Дека си тамо во парламентот, имаш да зимаш плата. И тоа не заслужуваат, затоа што, како што знаете, прошлата година само 70 дена ефективна работа имале. Од 365 дена, 70 дена ефективно. Вие да направите као новинари една анкета, да појдете кај секој од тие и да речете доброволно да дадат по некој динар за некоја фамилија, пример, или за некој дете, да видите колку ќе ви дадат. Тие јадат по фабрички цени. Шпенагли знаете како се прават. Да не ви кажувам. Времето истече и секако внимавајте, 80 секунди за секој гледач. Време трењето е толку, одлучивме во црвена линија, за да може да вклучиме што повеќе гледачи, да има повеќе простор за вас. А сега идеме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ето така, Ве добро вечер. слушаме во црвена линија, сте повелете. Ало, дали сум на линија? Да, на линија сте, повелете и во црвена линија сте. Да, фала. Ајде, да ве слушнеме. Ќе бидам многу краток. Во врска со апанажата, моје мислење е дека не треба да им се укине, може да им се зголеми уште, а исто мој предлог до парламентарците да предложат да, ако земат апанажа, да ги следува и К-15 да земат. Така е. И да се отвори един социален фонд, ја имам минимална плата, да им ја подара и неа. И не сам земал К-15, ако зема, ќе им дам и од К-15, само нека са среќни. Од мене толку, да са живи и здрави, нека живеат 100 години. Тоа би било се? Фала, тоа е се. Благодарам Голем на вас. поздрав и до вас. А сега ќе се одмориме малку, одиме со реклами, а потоа повторно во вториот дел од црвена линија. Се враќаме после кратката пауза и сега, како што ветив на почетокот, да ги откриеме крајните резултати на нашата анкета, ако може да покажеме, апанажата да се укине или не. Да 86%, не 14%. Тоа беа крајните резултати. Го очекуваме утре на нашата следна анкета да гласате и нормално ќе откриеме. А сега да прочитаме меседж, односно порака од нашите гледачи кон социјалните мрежи и бас ве мислиме, нема да мислите дека ве забораваме. Коментар од Светлана Пецевска: да се укине апанажата. Сите функционери имаат големи плати и треба да продолжат да работат на старите работни места. Тоа беше од Светлана. А сега да видиме кого ќе вклучиме во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Вака сега. Додека има овци за шишење, ќе има и скапи джемпери за овчарите. Овој народ додека не се обедини и додека не ги земе со стапови да ги тепа политичарите, Без навредливи зборови на насилство. Ќе си играат со него како сакаат, ќе си играат. Ова апанажа би го нарекол ја лапанажа. Не се само министрите да знае овој народ, не зимаат апанажа само министрите и овие, како се вика, пратениците, после мандатот, туку зимаат и директорите, тие се, можеби, 200-300 илјада луѓе, не знам, тоа треба се види точно, али тоа е огромна сума за најсиромашната држава во Европа. Луѓе немаат леп да јадат, они се луксузираат покрај големи плати, покрај привилегии, се возат со коли после работно време, им ги возат деца, внуци, жени, ова, она, шоферите, си користат коли, и тоа луксузни коли,
позајмуваат пари, градоначалниците што сакаат прават, едноставно не одат на работа, пратениците и тече платата, значи како сакаат, така си ја редат. Од народни пари уживаат како господа. Се додека нема закон за потекло на имот и конфискација на украденото и големи затворски казни за апашите, нема да имаме држава. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. А ти напред да наминеме нашиот следен гледач, интересно смешно ми испана, бидејќи истиот наш коментар е сличен на нашиот гледач што го пусти, апанажа е синоним за лапанажа на нефункционалните пратеници. Мене ми испана смешно и случајност, коинциденција. А сега време да слушнеме што ќе каже во Црвена линија следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме ли? Одлично, во Црвена линија сте. Благодарам. Па вака, моето размислување е следното. Прво, во принцип, не сум за апанажа да има, затоа што со таа апанажа фактички само се оштетува буџетот на државата и средствата кои што народот ги двои, ги дава, што се вика, за потребите на државата. За мене, прво сите тие што се на тие функции отишли од големи работни места, каде што, значи, не биле загрозени и по некаков договор имат со фирмите кај што работеле, по завршувањето на пратеничкиот мандат да се вратат назад. Значи, тие сакаат, значи, да ако постои можност, затоа што ќе секако е поголема пратеничката плата, да се вратат на работното место, ако може да искористат уште барем една година да добиваат, што се вика, со лежија, уште повеќе со лежење да добиваат средства. Меѓутоа, јас ќе се сложам да има апанажа, ама апанажа колку што зема минимална плата работникот. Ако му се исплати, нека зема, и тоа е плата. Некој живее со тие 250 евра и зашто да не земе и тој, значи, пратеник 250 евра и нека живее барем една година со тие средства. Ако може така, тоаш ние ќе се сложиме сите да земат, значи, после завршувањето на мандатот и директори, и пратеници, сите кои што се, значи, назначени со декрет. Истече времето, но во секој случај благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Здраво. Па, ја би прошал апанажа, зима некој друг од државата, освен овие, што ги спомнуваат функционериве. Вие знаете, упознаени сте со тоа или не? Да зима некој друг апанажа, освен они. Нема одговор од вас. Слабо некако слушам. Јас и тел не зимаме апанажа. За жал не зимаме ние. Така. Не за вас. Дали се чуле некоја друга функција да зима нешто, било што некој рудар, рудник, некои такви работи, гибретари што работат, дали они зимаат апанаж? Значи, апанаж овој не знам никој ја измислил. Значи, пази тоа по основ што, по која заслуга па они зимаат и апанажа. Треба нешто да заслужиш за да земеш. Они со што заслужија? Со ова што ја дотераа државата, со токава голема инфлација, со толку пораст на цените, со толку срамови што ги направија у текот на нивното владење. Со тоа ли они заслужија апанажа? Абе, како апанажата не сме да се помисли више никад да се врати. Ако се укине, нема да се врати више никад и тоа знам и кој го понуди. Овие Апасиев и другар му Крмов, како што знам, другата опозиција не ќе да чуе за такви работи, бидејќи се браќа потрошење пари заедно со СДС, ДУИ таму и компанија. Што се, значи, едино овие двојца пратеници покрена оваа работа. Значи, само они мислат за оваа држава, за домакинлакот на државата, не за овие параспуриеве што само растураат низ државава. Така. Имаме време за уште еден гледач секако. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, како сте? Да, во Црвена линија сте. Јас се извинувам, дали ме слушате? Одлично. Бидете љубезни, ме интересира само ова да ви кажам, уствари да ве обавестам, друг пат сум се јавила, но меѓутоа ме интересира многу убаво тоа пред овие двата гледачи што кажа господинот, тоа е све за оваа апанажава. Добро.
Но, меѓутоа ме интересира, што е со децава, пак е повторам, зошто не водите емисија за децава што да по кафичи? Да викнете некој доктор, да викнете некој од кафичиве глави што е. Што прават со децата во кафичите и со овие собрајкајни несреќи што се дешава? Мене замарайте со ова, кажете за нешто тоа видиша. Па правевме пред 2 дена правевме за казните врзани и регулативата околу собраќајните несреќи. Имате 41 секунда. Што сметате вие? Апанажа треба да се укине или не? Или да се намали? Не да се укине, него не треба ни динар да зема уние. Доста више го плячкаа народот, доста беше од све. Доста више. Доста не на народот дојде. На толку имам. Поздрав и убав ден. Поздрав и убав ден. Останете со програмата на Телма телевизија. А тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Утре имаме, да ставаме на нов предизвик. Многу сакаме да слушнеме, ајде Тео, да му патиме да едно многу важно прашање на кое што секако сакаме да ви има во голем број и да се вклучувате во Црвена линија. Да слушнете утрешната главна тема која гласи: колку пари собравте за мекици? Или за родендени. Утре за тоа ќе сакаме да слушнеме колку успевате да соберете пари од мекици и секако од родендени. А вие не го пропуштајте утрешното издание на Црвена линија, редовно време 16 часот и 40 минути. А Тео сега ќе ви каже и на што ве препуштаме. А сега ве препуштаме на Готвиме со Маја, да видиме што ќе сготви денеска. Довидувај. Пријатно.